Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. А еве зашто ќе зборуваме денес со вас. Скопје и десетици градови повторно се гушат. Нема снег, но има смог. Загадениот воздух стана секојдневие, а болниците се полни со деца и возрастни со респираторни инфекции. Лекарите предупредуваат, ова не е непријатност, туку сериозна закана по здравјето. Земаме здив, но што навистина дишеме? Дали институциите имаат решение или повторно ќе чекаме ветер? Што превземаат институциите да го заштитат здравјето на граѓаните од загадениот воздух? Како воздух дишате во вашиот град? Ете, токму вака звучат граѓаните на оваа земја последниве денови, кога навистина воздухот има и мирис и вкус, но и можеме да го видиме. Во продолжение, за да се подготвите за денешното учество во црвена линија, напомена секој кој што ќе се вклучи, не заборавајте, доволно да го завртите нашиот телефонски број 023070005. Намалете го веднаш тонот на ТВ приемникот и сега ако не користите интерфон или спикерфон за да зборувате во програма. На самиот почеток ќе продолжиме со прилогот за да погледнеме за екстремното загадување и во градот Штип. Овчеполскиот ветер стивна се спушти маглата во градот кој со години важеше со најчист воздух. Според мерната станица на лабораторијата Амбикон при Универзитетот Гоце Делчев, во последните 10 дена во Штип се забележува надминување на 24 часовните концентрации на PM честичките. Во моментот, периодот е интересен со тоа што немаме струјање на воздухот, односно се јавува таа температурна инверзија и со појавата на температурната инверзија топлиот воздух се наоѓа во погоре, а ладниот воздух е долу и со тоа маглата го стиска воздухот надолу, со тоа што се создава уште повисоки концентрации. Како една од главните причини за загадувањето, експертите ги посочуваат затоплувањето со дрва и сообраќајот, дополнително надминати и прагот на дозволени денови со загадување на воздухот. За жал, да, го поминавме тоа. Граничната вредност на дозволени денови во годината со пречекорување е 35. Во Штип веќе имаме 41 ден со надминување на тие 24 часовни концентрации. Но експертите од Амбикон велат дека во текот на годината во Штип просечната концентрација е многу пониска и е во рамките на дозволените вредности. Лекарите во моментов предупредуваат, поради аерозагадувањето не потребно да не се излегува надвор, а доколку за тоа има потреба да се користат заштитни маски. А сега, почитувани, време и да ве подсетам дека можете да бидете активни во црвена линија секако и преку денешната анкета која што објавена во текот на целиот ден. За да учествувате во неа, треба да не заследите на Инстаграм, се што ви треба е профилот на црвена линија, но и подсетувам профилот на Телма телевизија. На Инстаграм стори по заследувањето на нашиот, но и профилот на Телма телевизија, кликате и веднаш ви излегува денешното прашање кое што го постави црвена линија. Едноставно е, што очекувате да направат политичарите за почист воздух? Ако може да ја покажеме анкетата, бидејќи имаме 3 опции за одговор. Под А, да дадат нови ветувања, под Б, да признаат дека немаат решение, или под В, да се помолат да дува ветер. Кликате на одговорот, односно на полето кое што го содржи вашиот одговор, стандардно црвена линија ги сумира резултатите и ги објавуваме некаде кон крајот на секој едно издание, па така и на ова. Но со драго срце ве покануваме за оваа дискусија со оглед на тоа што темата навистина не засега сите во овој момент. Вртете 023070005. Сега открите и каква е состојбата, се разбира, со воздухот, загаденоста и од местото каде што ни се јавувате. А колку за подсетување, бидете активни на социјалните медиуми. Се што ви треба е Facebook, за следување на црвена линија и Телма телевизија. Темата е објавена, пишувајте коментари, праксата е да ги читаме како одговори некаде понатаму, односно меѓу вклучувањето на гледачите во живо. Ние сме подготвили, а верувам и вие. Па да почнеме. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Еве вака сега. Многу политичари
а и денешниве политичари кои што беа до вчера во опозиција, кажуваат дека било многу загадено, па немало мерки и немало ништо. Еве шансата нивна. Но шансата е без никакви решенија, па на крај ќе си играме жмурка и ќе се кажуваме, па воздухот бил почист кај нас од Виена. Мислам, да молам. Одете како телна телевизија, поставете ја камерата и да видите од Усие што излегува. Усие е еколошката бомба на Скопје. Веднаш државата треба да донесе вонредна мерка и таа фабрика да се дислоцира, а не да го пуни буџетот на сметка на здравието на граѓаните. Ви благодарам, имајте убав ден и најубава емисија имате. Благодарам многу, драго, ние што не следите и секако секогаш горе-долу активно учествувате во нашите дискусии. Останете со црвена линија, по вас следуваат нови вклучувања и секако нови одговори на нашите прашања. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало. Ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот веднаш. Ало, добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот пред да почнеме. Поздрав до вас и до... Дали ме слуша гледачот? Ме слушате сега добро? Да, само намалете го тонот и ве јас ќе побарам да го врата тајмерот назад и да почнете од поново. Ве молам, вратете го тајмерот. Намален е, да, телевизорот, да. Да. Вак, па како прво, жалосно е тоа што не е од сега. Многу работи се придонесува, најмладите генерации дефинитивно највише страдаат, децата, која треба да не биде еднина, дефинитивно. Многу, мислам, за овие години, нарочито многу се придонесе, зашто Скопје го знам од кога беше 70.000, сега на милионски град стана, така да дефинитивно имаше магли, ама сега тие магли не оставаат позади црнина, значи дефинитивно тоа се знае. Значи, ние ќе кажам една работа само, дека као хумана нација, нели, така барем се прикажуваме во светот, значи, ама за жал е тоа само од ниската класа за хуманоста. А затоа би кажал дека тие што придонесаа највише за загадеността во градот, тие дадовме билина водно и сега уживаат во почист град, мислам во почиста средина, дефинитивно. А ние народот останавме доле да се гушиме во овие чадови, дефинитивно. Знаеме ние колку се изгради Скопје и така натака, така да тие постарите, мислам што лица знаат. Големо благодарам и вам за учеството, за дадените одговори и секако останете, следете не. По вас вклучуваме и нови гледачи. Почитувани, јас ќе ве замолам уште еднаш, иако тоа постојано го правиме. Особено за оние можеби кои што еве за прв пат ќе се вклучите, а верувам ќе имаме такви гледачи, намалете го тонот на телевизорот целосно на 0. Јас и вие во програма зборуваме само преку телефонската слушалка. Не користете ниту спикерфон, ниту интерфон. Па да продолжиме. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден, убав ден, Тина. Убав ден и вам секако. Ве поздравувам од Битола. Поздрав до Јас секогаш Битолче. ме пратам, ама се јавувам така кога ми се поинтересни темите. Секогаш се интересни, меѓутоа уште повеќе. Битола е многу загаден град исто. Како и сите други, и Скопје и така натаму, жално за луѓето, за младите и така натаму. Многу лошо. Битола е многу загадена и 50 години од рек. Ние се труеме со рек. Политичарите не можат ништо да сторат, затоа што не можат. Те ќе ни донесат во тегли воздух да дишиме. Не може никој ништо да стори. Сома, дека не увезуваат од Европа да согоруваат ѓубришта тука. А исто така, Битола е спремна сега, слушаме на сите страни, медиумите ќутат, народот ќути, дека ќе ни прават депонија кај рек. Во окрото кај што е копано, таму ќе го турат ѓубрето. Каква депонија ќе биде таја?
Депонија во светот нема безбедно. Ни велат безбедно ќе било по стандарди. Нема такви депонии. Безбедна депонија нема ни во Јапонија, Тина. А не овде кај нас. Кој ќе направи таа безбедна депонија? Јас многу ме поздравувам, за жал ние ќе се труеме и со депонија и од рек. 50 години од рек сега од ова. Кај ќе одиме? Поздрав голем, многу ве почитувам како водител. Пријатно се најдобро да си имате убав ден. Благодарам. Секој добро ви посакуваме ние и секако останете и понатаму следите го во издание на Црвена линија. Кога веќе зборувам за тоа кој како повеќе му одговара, може би поедноставно ви е, или доколку не можете да не добиете за да се вклучите во живо, постои простор каде што можете да дадете одговор на денешните прашања. Потсетувам се што ви треба е Facebook, нашиот профил е Црвена линија, а бидете активни со тоа што ќе пишувате коментари. Како изгледаме таму, во овој момент ќе споделам со вас. Прашањето е дали институциите имаат решение или повторно ќе чекаме ветер. Веќе пристигаат коментари, нешто подоцна ќе почнеме со читање на истите. Потсетувам, бидете активни секако и на Facebook, пишувајте коментари. Продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, убав ден, ве слушаме во Црвена линија сте. Еве, јас се јавувам од Кисела вода, директно од центарот на збиднувањата на Усие. Значи, воздухот е толку загаден што децава кога ги носиме во школа или во градинка, 2 дена издржуваат, третиот ден веќе антибиотик 7 дена. Значи, ова е веќе неиздржливо. Слушам, Левица партијава организира протести од 16 часот попладне, од 18 поп. Па на кого ќе протестираат? Луѓето зашто ќе се мрзнат таму? Протестот треба да биде пред кафиите на Усие, за да нити влезе некој, нити излезе. Да се стопираат тие камиони што го носат ѓубрето за горење, од кој што се загадува цело Скопје. И државата треба да превземе нешто. Инспекторите, тие што идат да вршат контрола, инспекција на колку PM честички испуштаат од джатите, не да се повикуваат на извештаите од Усие, него тие да земат примерот, па државата да ги прати и да видиме кој загадува и колку загадува. Ова е многу несериозно за толку сериозен, повеќе деценијски проблем. Значи, здравието ни отиде на сите, највеќе на младите. Немаме друг избор, мора фабриката да се затвори подхитно, за да се реши проблемот. Со дислокација, со затварање, со оџаци, правање. Благодарам многу и вам за учеството и споделените одговори со гледачите во моментот на Црвена линија. Потсетување и во однос на оние кои што за прв пат ќе се вклучите, имајте во предвид дека за едно јавување се предвидени 90 секунди од тука. Линијата на Црвената линија се активира, односно телефонската се исклучува на 90-та секунда. Но не бидете обесхрабрени, додека траеме, можете и повторно да се вклучите за нови 90 секунди. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден и убава работна недела, почитувана водителка. Благодарам, секој добро и вам. Повелете. Да се живи и здрави. Вака е да стар дедо се јавува. Сите се наме градски господице. Сите села ги запустиме у доме у град. Сите да купуваме телефони, сите експерти се наме. Никој не интересира земјоделие, сточарство. Само политика од партија на партија. Вака сега зборуваме, ве молам, темата е загадениот воздух. Каква е ситуацијата кај вас? Дослушайте ме. Ало? Ве слушаме, како е кај вас во однос на квалитетот на воздух? Да отидеме од дека дојдоме, у село да се отидеме, чист воздух, природна вода. Не да беше провишки 1200 куќи. Сега цело провишинска општина е у градо. 4 села нема едно школо, нема едно новороденче. Сите се збутаа у провишин. Села празни. Какви школи, господице? Природна вода, чист воздух.
клати врата, зима и плата. Па не бива, тоа е згустнато, човече. Како не е имало пред моето село Гајранци, имаше 5-6 луѓе што преко 100 години живее. Цела промишлинска општина сега нема тројца. Се е оболено за овие 30 години. Нема 90 години. Благодарам за вклучувањето, подсетувам и на времето, 90 секунди се предвидени за едно вклучување и ќе ве замолам да се држиме до темата. Она што денес од вас очекуваме да ги слушнеме одговорите на следниве прашања. Дали пред се институциите имаат решение или повторно ќе чекаме ветар? Меѓу другото, секако ви се чинили дека што очекувате да направат политичарите и за почист воздух? Дали е тоа да дадат нови ветувања, да признаат дека немаат решение или да се помолат да дува ветар? Како и да е, ве прашуваме и каков е квалитетот на воздухот што го дишете оттаму од каде што ни се вувате, бидејќи црвена линија ја гледаат сите. Добар ден. Добро вечер и убава вечер. Добро вечер, убава вечер и вам, повелете. Па што дишеме тешко на нас што дишеме. Многу луѓе кажава, јас ќе те придружам. Значи, нема тоа циментара е веќе кој е направена таму тој дел црниче лисиче, тоа ова и црниче кисела вода, тоа таму керамидите не беа црвени, него беа од сиви од, каже го, циментото што се правеше. Значи, тоа е многу одамна, како да кажам, голем проблем таа циментара. И зашто? Значи, сега се многу се увезува отпад и тука се гори во фабриките. Сега не мора циментара, може и во другите сега. Значи, ние сме толку за некоја пара, тука до европски отпад увезуваме, носиме. Дали е закана, дали е морално, дали е од финансиска гледна точка. Значи, со тој отпад што го увезуваме, видите што се случува со народот. Го уништуваат народот. Значи, ова е, ајде кажам, исто и возилата. Ова дизелов е катастрофа. Некој не може да ми каже ја дека кога ми се паркира пред врата ме пече грлото. Значи треба да се направи негдека, не знам во која држава беше, 5 минути повеќе дизел не смее да работи во место. А вие имате теретни возила, ви имате овие, кажи ги, джипови, што ти е нам кај нас претежно на дизел се прави. И што е најхитно што може да се направи, да се назе зелени дрва, да се насадат подхитно. Значи колку толку тие даваат некој. Подсетувам времето, имате го секогаш во предвид, 90 секунди, ќе се заблагодарам на гледачката и ќе ја подсетам доколку сака да се доискаже слободно, нека го заврти нашиот број 023070005. Одиме со следно вклучување, еве како воздух дишате во вашиот град, местото од каде што ни се јавувате. Што превземаат институциите за решавање на овој проблем и да се заштити здравјето на граѓаните? Добар ден. Добар ден, добро вечер, Тина. Добро вечер, господине Живко, повелете. Ај вака сега, јас сум на темата, не бегам од темата. Најзагаден град Скопје, во Македонија ќе речам, мада и Битола, со река ли добро, сега знаеме колку работи. Вака сега. Еве да ве прашам зашто Скопје вие како новинар е најзагадено за мене. За мене била. Знаете зашто? Министерство за туризам во Скопје, место во Охрид. Министерство за земјоделие, Пелагонија е тука, место во Прилеп да видели Битола, Скопје. Па то Скопје се привлече. Кој дошол во Скопје да учи, не се вратил, се запослил и таму останал. И зато Скопје толку се шири. Пола Македонија дојде. Сега, погледајте, сами гледате. Зграда една до друга. Капе си подават од балкон. Кај е тој вардарски поветерас, да го речам, ајде малце на српски. Водно беше слободно, за тој ветер и то се насели. И што сега бараме ние дека некоја институција ќе го решила проблемот со загадување? Како ќе го како таа урбана мафија зграда до зграда направи во Скопје? И сега какво проветрување ќе имаме? Среќа на Господ ако заврши.
Благодарам многу и вам за учеството и одговорите кои што ги дадовте во црвена линија. Внимавајте само на тајмерот. А почитувани секогаш кога ќе сакате да сте брзо, ефикасно и квалитетно информирани, кликајте на telma.com.mk. Во однос на денешната тема, задржете го своето внимание од вчерашниот наслов, а тоа е: над 60 деца се во болницата Козле, но ниту едно не е на кислородна поддршка. Лекарите констатираат поврзано со загадениот воздух. За само една недела зголемene број на амбулантски прегледи и хоспитализации на Универзитетската клиника за респираторни заболувања кај децата Козле. Над 150 амбулантско-поликлинички прегледи и околу 60 на деца кои хоспитализирани, но ниту едно во моментот не е на кислородна поддршка. Многу повеќе за веста подсетувам telma.com.mk. Продолжете, пишувајте и коментари. Во многу скоро време почнуваме и со читање на тие одговори. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Тина, јас се јавувам од некогашно од Стара Македонија, од центарот на Македонија. Тука е било центарот на Македонија за свое време. Тоа е од кај Делчево, едно село до Делчево, одмah близу, и од тука се јавувам за да чисто заради информација. Јас живеа на село, ама и ние го осеќаме, таме не е темата какво кај вас воздух како, и ние го осеќаме исто като и вирус Скопје, а додека кај нас е многу помалку, сега да се разбереме. За свое време, јас сум возрастен човек, за свое време, кога јас сум като дете растал тука немаше нормално никаков загаден воздух, ама това е пред 60-70 години. Сега не е лошо, сега да се разбереме, не е като кај вас, додека кај вас е многу лошо. Кај вас е проблемо у Скопје, што вие сте повеќе многу населени и за това проблемот е што кај вас и кај нас додуша, не само кај вас, него се гори и кај нас и кај вас свашта. Това го загадува воздухот, само кај нас са помалку е население, помалку загадува. Вие сте многу повеќе население, многу повеќе нечист воздух дишате. И проблемот е у това што не може власта да нареди кој што да гори. Ние сме сиромашни. Така, благодарам и вам за споделеното со гледачите на црвена линија. И како што видите, време е сега да почнеме и со оние кои што своите одговори ги даваат на Facebook. Заследете не, се што ви треба е профилот на црвена линија, подсетувам и профилот на Телма телевизија, темата е објавена, а прашањето е дали институциите имаат решение или повторно ќе чекаме ветер. Со оглед на тоа што имаме и анкетно прашање, дали може да се префрлиме на Facebook, анкетното прашање содржи 3 опции за одговор, нели, да се дадат нови ветувања, да признаат дека немаат решение, да се помало да дува ветер. Тихи Дон, еве какви опции даде како одговор на нашите прашања. Под А, доста ни се празни ветувања. Под Б, немаат никакви решенија. Под В, Бог да ни е на помош со ветер и снег. Многу лесно може да се намали загадувањето. Со закон да се забрани увоз на токсичен отпад од Европската Унија. Забрана за засејување на временски услови. Забрана за бетонизација на градот. Кој каде му текне гради. Забрана за горење кабли за бакар и топење олово од акумулатори. Да се обнови и подобри јавниот превоз. Кога би се спровеле овие забрани, за 50% ќе се намали загадувањето. Благодарност до Тихи Дон. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Добро вечер и убава вечер. Ете, повторно. Потполно го поддржувам господинот што напишал, со све се согласувам, таа и му е исто идеја. Меѓутоа, друго би кажала, зашто државата, значи еве ајде најхитно што може да дислоцира ово, не може, меѓутоа, филтер мора да се
стави. Колку кошта, не кошта, зашто не ја затвори фабриката? Значи мора едноставно нема ни опомена нешто. Не се ваш филтер, одма затворија фабриката. Значи мора такви ригорозни мерки да се преземат. Друго, полицијата да ги мери издувните гасови на колите. Затоа што вадат филтри, овие дизелите и испуштаат овако. Така да мора такви нешта да се преземат. Исто и во рек Битола. Зашто има ли рек Битола филтери? Ја не знам за тоа. Значи мора такви ригорозни некои мерки да се направат што може минимално одма да се спречи, а после другото понатака. Па ние имаме уште мазут се гори еве во болница на Вочај, па ова е катастрофа невидена. Значи како денеска, еве сега вика ако има криза со оваквото имаме мазут. Значи од една страна се труеме, од друга страна кажуваат ако биде криза пошто Грција штрајкува. Па еве сега Грција за празниците нема да штрајкува. Нека набават гориво. Значи може нешто да се направи ако се сака. И да престанат да се стопираат овие градби. Значи провек никаков. Јас овдека живеам како кинески зид. Значи ти овдека живее 6 години, некој му текнало ти. Благодарност за споделеното и секако 90 секунди повторно беа лимитот во однос на времето, но благодарам што еве и вие повторно се вклучите да се надополните. Одиме повторно на Facebook, има поприлично активност, драго ми е за тоа, пишувате коментари, па еве да видиме што напиша Љупчо Димитриевиќ. Институциите ќе имаат само пари за проекти од еминентни професори, а реализацијата до 2040. Кој ќе преживее, ќе раскажува. Поздрав и благодарност до господинот Љупчо, ако не следи во моментот. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Ајде, добро вечер, Тина, да се доискажам. Секако, повелете. Може? Да, продолжете, ве слушам. Словенија, уште на темата сум, Словенија, уште во времето на Југославија, ги развиваше селата. Сетете се Кнор, ова, она, па то, мост, па сето тоа се разви по селата и сето тоа да останат целата настрана од Љубљана. Ако Љубљана пред 50 години беше, предпоставка 500.000 жители и сега е, ама зашто? На селата му направи патишта, помали фабрики, помало. Како ние можевме да се спасиме? Јас имам одено на работа за 20 км што нема пат, да вртам 80 км на прилет да стигнам до работа. Сега, тоа не натера да се иселиме од селата и да го зголемиме Скопје или Битола или Прилеп или сите тие работи. Сега ни е крив некој загаден воздух. Па мора да е загаден. Многу се натрупавме на едно место. Жалосно. Ето да не одземам поќе време. Благодарам за повторното вклучување. Останете и продолжете да не гледате. Колку за подсетување пристигаат и коментари, тоа е просторот каде што вие можете, доколку така ви е полесно, да дадете удел во денешната дискусија на Црвена линија и на профилот на Телма телевизија, каде што ги објавуваме темите за кои што говориме со вас. Еве што напиша Слободанка Камчева. Веднаш мерки, затварање на цементара, колективен одмор на 1 месец, како тест колку таа не загадува. Поставување на звучни сирени околу сите индустријски трујачи. Лоцирање и санкционирање на дивите загадувачи. Забрана за увоз на секаков вид белосветско ѓубре. Благодарности до Слободанка. Ако не гледа, продолжете да не гледате. А ние продолжуваме со вас. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Вака сега. Сакам да скажам дека Министерството за животна средина даде препораки, ги ослободи од работа трудните, старите лица и хронично болните. Меѓутоа, владата тоа не го потврди, нема одлука на влада. Тоа е една работа, сите други институции, луѓето болни одат на работа. Значи, луѓето не знаат како да се однесуваат. Некои што не биле на работа, врз основа на таа препорака, веќе на Инфомакс искочи, ние читаме пишани медиуми дека и
И владата дала насоки да се ослободат на работодавците овие што се хронично болни и така. Значи, луѓето не знаат како да се однесуваат, посебно болните. Дава, Министерството е орган на владата. Министерството за животна средина дава препораки, али тоа биле препораки. Нека мислам, ова не е играчка, се или се препораки, па владата потврдува, дава насоки, или останатите работодавци некако пречутно си ќутат, а луѓето болни одат на работа. Сега болниве како да се однесуваме ние? Има препораки или нема препораки? И не знам на кој начин вие може... Се извинувам, според вас што превземаат институциите да го заштитат здравјето на граѓаните? Ние што има препораки, а никој не ги почитува. Благодарам многу за споделените одговори во црвена линија. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, ако сум на линија. На линија сте, повелете. Благодарам. Па вака, кој фактор има ако сакаме да се спасиме, значи од загадувањето. Прво не можеме да ги поместуваме градовите и градбите надвор од онаму кај што веќе некој ги насадил и ќе се останат за веки веков тука. А значи грешката е што значи неплански се градело, не се водело сметка за ружата на ветрови и така натака, значи требало да се гради систем, значи со план и програм. Сега, одека имаме решение, првото решение ќе биде замен. Има и други градови кои што се загадени и го решиле проблемот. Ја лично не знам како, но од оно што читаме дека сега веќе не се на листата во првите, но се најдека во средината натака на загадување. Па нека отидат нашите таму, нека прашаат, ако треба и нека платат, значи да го најдат рецептот што да направат за да биде загадувањето помало. Втората разлика, не има преку 400.000 пензионери. Односно 340-50.000 пензионери. Нека се даде одредени помош. Тие барем што не се обавезни да седат во градовите кај што е сега, да се вратат во село, да им се помогне со дрва, со огрев, со оно, значи да се вратат таму барем тие да поживеат со чист воздух и да им се помогне на возрастните. И најбитното е мораториум во градовите сите, затоа што веќе сега нема селани, во селото нема луѓе, сите отидува во град. Значи мораториум на градби и ќе дојдат нека. Благодарности вам за одговорите во црвена линија. Продолжете да не гледате. Одиме повторно на Facebook и продолжуваме со она што го напиша Благоја Петровски. Нема абер од функционерите, само кога се во опозиција се прават паметни како и кои мерки треба да се превземат, а кога ќе дојдат на власт, никаде ги нема со мерки. Така се надеваме дека ќе задува ветер или снег или дожд, ќе заврне. Благодарности до Благоја за одговорите. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Тема е досадна е веќе со овие загадување, ама ајде да дадеме некој збор и ние, да придонесеме малку за Скопје. Да се качат малку на водно, може би ќе избегнат на Скопска Црна Гора, малку да се прошетат. Инаку, вака затворени во прозори, како вие во студио, и тоа е очекувањето. Така е насекаде, не е само кај нас, кога и една Грција, Бугарија, било која друга држава, гори фосилни горива, што толку паника ние дигаме, како да бараме да оставка од секоја влада. Кој сме ние, бе? Никој нема да ни го реши проблема ако имаме вакви емисии секој дневно, бе. Тоа е малтретирање на вашите гледачи, секој ден и трупате место работа да им дадете да кажеш кој е за работа, па да се внесат луѓе на работа, па да се внесат на редовна војска. Кажете ми од каде се јавувате? Од ИНА. Од ИНА се јавувате? Да. Значи од нешто што е непостоечко. Како не? Еве да кажеме сега Македонија нема војска. Како постои? Господине, кажете ми дали... НАТО си сега во НАТО те брани. Добро. НАТО ќе те брани, срце. Пријатно срце. Благодарам многу. Денес темата, ако за вас, јас го почитуваме секако вашето мислење. Секој ден е добредоден да каже било каков став. Но ако сметате, еве, навистина ми е жал дека е
како рековте, дали е глупост или ги замараме луѓето, секако мора да признаеме дека она кон што целиме е здравјето, колективното здравје на сите кои што живеат во оваа земја. Она што е интересно дека веќе не е само градот Скопје, иако е лидер во имање загаден воздух и лош квалитет на воздух. Полека еве можевме да видиме денес, го пуштивме и прилогот каква е состојбата во Штип, од вас слушаме дека и Битола не е далеко од тоа. Она на што мислиме не само граѓаните, туку и најмладите, хронично болните. Па ви се чини ли еве конкретно прашањето е дали превземаат нешто и што превземаат институциите да го заштитат здравјето на граѓаните? Добро вечер. Ало, поштовани госпожа Тина. Поздрав, почити до вас. Поздрав до сите ваши слушатели, гледачи на вашата телевизија, на сите телевизии. Одма ќе ви одговорам на прашањето. Па да преземаа нешто властите, немаше до ова дереже Македонија да дојде 35 години. Една госпожа спомна филтрите, па филтрите ги земаа Црвенковски, Лјупчо Георгиевски, Груевски, Заев, Филипче, Груби, овој што избега Битолчанецот, ете таму тие ги зема. Колку милиарди се украдува. Да има и со малце газдите ќе се направи и воздух све и почисто ќе се дишеше. А за Скопје ќе ви кажем, да може Орце ако има сила, 20 години уназад, кој нема жителство на Скопје? Кој нема надвор? Дојди си ти на работа, ама не тука да си под кирија, да купи станче, да се... Нема жителство на Скопје. Ке се оди во градот кај што е. Да видите како ќе се очисти. А филтрите ќе ги дадат и Груевски, и Филипче, и Заев, и сите што крадеа. Затоа реков одма на прашањето. Да има се институции како што треба во наша држава, немаше да ова дереже. Не е само за загадувањето, од сите сегмент на живење. Го поздравувам Битолчанецот, што даде пример за Словенија. Нека слушни и тој од кавадарци што критикуваме словенци, па начинот како се работи, да го примениме малце, да видите како напред ходиме. Благодарам и вам за одговорите во Црвена линија. Одиме на Фејсбук. Еве што напиша Дени Дејан Стојковски. Ова е срамота, не отруја луѓето со Господ на помош да сме. Ама нарно не одиме, ни го испуштија Скопјево. Луѓе, станувам и плачам, легнувам, плачам за нашето Скопјенце. Благодарност до Дени. Добро вечер. Добро вечер. Убава вечер. Дали сум јас во програма? Да, во Црвена линија сте повели. Благодарам. А што дишиме? Сега за некого дишиме магла. Што јас не оправдувам дека е магла. Маглата може само придонесува загаденоста да се задржи подолго, а не дека е маглата загадена. Дишиме загаден воздух или смог. А кој придонесува? Тоа е големо прашање. Ние од прилика граѓаните сите знаеме и власта знае кој загадува. Ама што превзема тој што треба да превземе, изгледа ништо не превзема. Очигледно. Ние имаме цела година загаден воздух. Видовме оваа година што се случи, какви пожари имавме, за каков загаден воздух се зборуваше, кога немаше греење од домаќинствата, кога имаше поголеми сончеви денови, а имаме голема загаденост. Тоа се случува и сега, меѓутоа не се кажува, се прекрива со амин на некои челници. Тоа е факт кој сака нека каже. Дотолку повеќе што некои стопанства, мали фирми или средни користат отпад за затоплување. А што ми е отпад, значи тоа е штетен. Како викаме, се грееме на дрво. Значи дрво, чисто дрво, исечено од природата, исушено и донесено за греење. А не викаме се грееме на отпад. Кога викаме на отпад, значи тоа што ми е отпад, мора да има нуспојави да загадува. И од тука натака никој очигледно ништо не презема. На нашите власти важно им е нешто друго. Не им е важно како... Благодарам за споделените одговори на нашите прашања. Внимавајте, подсетувам на тајмерот. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер.
Значи, јас ќе коментирам, пошто господинот не коментира што рекол филтри. Значи, филтрите ги ставаат компаниите, не им ги става државата. Државата, значи, треба да им нареди, да им даде рок и да се ги стават. Не може државата на сите да иде и да им става на сите компании, да им помага уште да им става филтри. Значи, самите компании треба да се стават филтри. Ако немаат и ако во тој одреден рок, да им ја затвори компанијата, па да видиме после дали нема да стават филтри или ќе стават. Значи, државата кај нас треба да биде со ригорозни мерки, со казнување и затварање на загадувачите. Ако не ги исполнуваат условите, само тоа може да придонесе до нешто. Иначе вака со опомени, со тако, гледаме колку години се зборат тие филтри за овие фабриките и се уште да нема ставено молите. Значи, тако нешто. Значи, и колите, погледнете, секоја кола е со сам човек. Значи, единка, секој еден вози. И сега после имало гужва, имало ова, имало она. Значи, има и поголеми градови во светот, па значи не се толку загадени. Затоа што имаат мерки на све и имаат казна. Кога ќе те казни тебе што изумни гасови таму, што знам што правиш и како правиш, кога ти овдека не ставаш филтер, да видите дали тогаш ќе нема нешто да се направи. Значи, мора само казни. И кај нас ништо друго не пројде освен казни. Кога ќе ти затворат, кога ќе удрат по џебот, тогаш ќе ти текне. А не државата, не може државата на приватна фирма да ја помага да ја става филтри. Благодарам за јавувањето и секако одговорите. Димче Джеровски еве што напиша. Кои институции кога и тие самите се само ветер и магла, ништо повеќе. Ништо неспособно, нека се полнат со крвави пари од луѓето кои секојдневно умираат поради невиденото загадување и преполнетото козле со невини дечиња. Благодарам и до господинот Димче за учеството, а ние ве прашуваме вас. Што превземаат институциите да го заштитат здравјето на граѓаните? Како воздух дишете во вашиот град и место од каде што ни се вувате? Добро вечер. Сакам да шушо ако плати. Еден куп ќе плата за да загадува така. Добро вечер. Дали ме слушате? Добро вечер. Еве уште еднаш добро, еве времето ми јавуваат дека до тука е пред да продолжиме со рекламите, но продолжете понатаму, давајте ги одговорите на црвена линија анкетата, по рекламите следуваат и резултатите. Па да ги погледнеме резултатите од денешната анкета на црвена линија. На Инстаграм стори ве прашавме што очекувате да направат политичарите за почист воздух. Еве како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм. Под А, да дадат нови ветувања, 32%. Да признаат дека немаат решение, под Б, 42%. И под В, да се помолат да дува ветер, 26%. Голема благодарност за ова денешно издание на Црвена линија, до сите вас кои што земавте активно учество. Утре со нов предизвик, нова тема. Информирајте се на telma.com.mk, а ние се гледаме во нашиот термин утре со нова Црвена линија. Довидување.